Вторник, 21 октомври 2025 година, почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелности со кои го одбележавме и овој вторник. Следете не. Државната изборна комисија ги соопшти официјалните резултати по првиот круг на изборите. Кавадарци и Грацко добија старо нови градоначалници. Во Неготино, Росоман и Демир Капија ќе има втор круг. Државната изборна комисија објавува дека во 43 општини во Република Северна Македонија гласањето е завршено во првиот круг за избор на градоначалници и избрани се градоначалници во првиот круг во следните општини. Кавадарци, Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН Митко Јанчев, општина Велес, Твоја Македонија ВМРО ДПМН Марко Колев, Грацко, Твоја Македонија ВМРО ДПМН Киро Нацков. Наредно што треба да соопшти Државната изборна комисија како официјални резултати од гласањето за советите на општините, тоа е распределбата на мандати во соодветните општини за советите. Општина Кавадарци, Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН 12 мандати, Коалиција Локални избори 2025 СДСМ 2 мандати, Левица 2 мандати, Група избирачи Ристо Сакалиев 1 мандат, Група избирачи Јован Златевски 1 мандат, Движење Знам за наша Македонија 1 мандат. Општина Неготино, Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН 8 мандати, Коалиција Локални избори 2025 СДСМ 5 мандати, Левица 1 мандат, Македонска акција МААК 1 мандат. Општина Росоман, Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН 4 мандати, Коалиција Локални избори 2025 СДСМ 2 мандати, Левица 1 мандат, Движење Знам наша Македонија 1 мандат, Партија на Обединети демократи на Македонија Подем 1 мандат. Општина Демир Капија, Твоја Македонија ВМРО ДПМН 5 мандати, Коалиција Локални избори 2025 СДСМ 4 мандати. Општина Грацко, Коалиција Твоја Македонија ВМРО ДПМН 7 мандати, Коалиција за локални избори 2025 СДСМ 2 мандати. Со тоа Државната изборна комисија ги објави целокупните првични официјални резултати од гласањето на локалните избори, и тоа за избор на градоначалник на општините, избор на советници во општините. ВМРО ДПМН е повеќе од апсолутен победник на овие избори, покрај досега освоените 33 градоначалнички места. Владеачката партија освои и 550 советнички места. ВМРО ДПМН покрај огромниот успех на избрани 33 градоначалници уште во првиот круг, има огромен успех на советничките листи со 550 избрани советници во советите на општините и градот Скопје. 550 советнички места за ВМРО ДПМН, наспроти 232 за СДСМ, 153 за ДУИ, 66 за Левица, се доказ дека ВМРО ДПМН е повеќе од апсолутен победник на овие избори. И дека граѓаните јасно покажа во кој правец сакаат да се движи државата. На овие избори ВМРО ДПМН освои 12.000 гласови повеќе на советничките листи во однос на локалните избори во 2021 година. А во исто време СДС изгубиле 111.000 гласови на советничките листи во споредба со 2021 година. ВМРО ДПМН е партија со најмногу советници во 59 општини и градот Скопје, од кои во најголем дел има апсолутно мнозинство во советите. Граѓаните покажаа дека политиките на работа, посветеност и одговорност се политики кои ги преферираат и политики кои сакаат да продолжат. Граѓаните избраа раст и развој, одговорност и посветеност и честна работа. Граѓаните избраа вистински луѓе на вистински места.
Воедно ги повикувам граѓаните ја заокружиме ова огромна победа во вториот круг од локалните избори во општините каде што има втор круг. Да излезат масовно и да ги поддржат кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ. Кандидатот за градоначалник на СДСМ за Неготино Петар Мантев се заблагодари на довербата. Според него, актуелната власт не заслужува втора шанса и повика на масовност во вториот круг. Почитувани суграѓани, изразувам огромна благодарност до сите кои излегоа на 19 октомври и го искористија своето право на глас. Посебно би сакал да се заблагодарам на сите кои што го дадоа својот глас за мене и ја препознаа енергијата која што ја имам и истата сакам да ја пренесам и во општината. Вашиот глас е вашата сила. Секој еден од вас придонесува кон промената која сите ја посакуваме. Но борбата не е завршена. Секој што останал дома или го направил гласачкото ливче неважечко, всушност и го дава легитимитетот на сегашната локална власт, која што не заслужува втора шанса. Затоа ве повикувам на уште помасовна излезеност во вториот круг, одговорно и храбро, да го искажеме јасно нашето мислење и да покажеме дека граѓаните решаваат, а не партиите. Излезете, гласајте и бидете дел од промената. Неготино е се што имаме. Македонските суди ретко одлучуваат да пресудат за условен отпуст. Еден затвореник државата ја чини на месечно ниво околу 1000 евра. Најголем дел од тие осудени лица може да бидат на условен отпуст, нормално претходно со препорака од секторот за ресоциализација во затворите и од директорите на македонските затвори. Еден осуденик месечно не чини околу 1000 евра. Тврдам одговорно дека не мал повторно ќе речам од овие 750 луѓе нас како општество не чувствуваат дека одат таму како во хотели се однесуваат, ги раниме, ги чуваме. Минималната синдикална кошничка за октомври изнесува 65.544 денари. Споредбено со месец септември, истата е зголемена за 467 денари. Вредноста на минималната синдикална кошничка за месец октомври 2025 година изнесува 65.544 денари и е зголемена за 467 денари во однос на минатиот месец септември, кога изнесуваше 65.077 денари. Со изнајмен стан од 60 квадрати, кошничката изнесува 80.919 денари. Според податоците на Сојузот на синдикатите на Македонија, најголем дел од парите, 4 члено семејство без автомобил, во октомври потрошило за храната и за пијалаци 23.772 денари, што е повеќе за 378 денари во однос на потрошеното во месец септември, кога изнесувало 23.394 денари. Тие што се под кирија имаат дополнителен трошок за станарина, вода, електрична енергија и грејење, кој според пресметката на синдикатот изнесува 21.505 денари. Најава за поднесување на барање за користење на средства од ИПАРД програмата 2021-2027. Финансиската поддршка е можност за сите кои сакаат да инвестираат во иднината на руралните средини и земјоделието.
Изминативе денови тече претходна најава за објавување на јавниот повик 03/2025 за доставување на барања за користење на средства од инструментот за предпристапна помош за рурален развој на Европската Унија, ИПАР програма 2021-2027. Финансиските средства од ИПАР програмата се наменети за мерка 7, диверзификација на фарми и развој на бизниси, и тоа на следниве приоритетни сектори. Алтернативно земјоделско производство кое не е поддржано според мерките 1 и 3. Преработка на алтернативни земјоделски производи кое не е поддржано според мерките 1 и 3. Производство на храна и пијалоци, производство на непрехранбени производи за сите активности кои што се опишани во анекс 14 од ИПАР програмата 2021-2027. Поддршка на занаетчиски активности, поддршка на услуги за рурално население, поддршка на услуги во земјоделството, поддршка на руралниот туризам. Целта е зајакнување на конкурентноста на македонското земјоделство, усогласување со ЕУ стандардите и создавање нови можности за вработување во руралните средини. Финансиската поддршка е можност за сите кои сакаат да инвестираат во иднината на руралните средини и земјоделството. Јавниот повик ќе трае 45 дена, а сета потребна документација и упатството за корисниците ќе бидат достапни на веб страната на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој пред објавувањето на повикот. Се повикуваат сите заинтересирани да се подготват навреме и да искористат оваа можност. Во дневникот информација од билтенот на МВР. Неготинец управувал моторно возило со 1,81 промил алкохол во крвта. Истиот е сопрен и приведен од полициски службеници од ОВР Кавадарци при контрола на патниот сообраќај. На ден 20. октомври 2025 година во 23 часот и 5 минути на улица Северен булевар во Кавадарци полициски службеници од ОВР Кавадарци го лишија од слобода КБ, 49 години од Неготино. При контрола на патниот сообраќај, полициските службеници констатирале дека управувал патничко возило Сузуки со неготински регистарски ознаки под дејство на алкохол, односно измерени му се 1,81 промили алкохол во крвта. Тој е задржан во полициската станица, известен е јавен обвинител и по целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена кривична пријава по член 297а од Кривичниот законник, безобзирно управување со моторно возило. Продолжуваме со спорт. Стартуваа надпреварите во првата женска кошаркарска лига во интересен и неизвесен надпревар во салата Јасмин. Пробаскет загуби од Бадел со 83-87. Започна возбудувањата во женската елитна кошаркарска конкуренција. Првото првенствено коло од Шпарка се Лајф, првата лига жени, помина без изненадувачки резултати. Вчера се одиграа 3 надпревари во кои фаворитите забележаа победи. Вардар и Крива Паланка делува убедливо, додека доста неизвестно се играше во Кавадарци, каде Бадел успеа да дојде до победата против силно мотивираниот состав на Пробаскет. Вардар во дуелот со Спорт Тим, победникот го реши за 10 минути, кога реализираа дури 33, а примија само 11 поени. Но велијата во елитата, екипата на Спорт Тим од Неготино не можеше да им парира на расположените вардарки, кои на крај славеа со 94-50. Очекувана, сигурна и повеќе од убедлива победа во дербито на Истокот забележа Крива Паланка против Делчевски Патриот со резултат 103-44. Интересен и неизвестен надпревар во Кавадарци одиграа Пробаскет и Бадел. Гостите водеа речиси во текот на целиот надпревар.
На почетокот на последната четвртина, Бадел поведе со убедливи 71-56. Кавадарченке од тога заигра многу подобро и на 55 секунди до крајот стигнаа до 83-86. Во финишот двете екипи греша и промашуваа за конечни 83-87. Во екипата на ProBasket 4 од 5 стартери завршија со двоцифрен ефект. Американката Томас оствари дабл-дабл од 29 поени и 18 скока. Јовановиќ запиша 23 поени и 7 скока, Блажевска даде 14, а исто толку имаше и Стоева. Инаку својот меч од првото коло во новата сезона, екипите на МЗТ Бела Вода и шампионот Баскет Кам ќе го одиграат утре, среда, на 22 октомври. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурата ќе се движи од 11 до 18 степени. Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови.